Продолжуваме со посетите, обновата на Македонија доаѓа. Денес сме во посета на општините Делчево и Македонска Каменица. Посетивме голем број на фирми, се сретнавме со граѓаните, имавме неколку состаноци со целни групи, но ќе имаме и партиски состаноци, се разбира. Она што можам да го видам во состаноците со сите овие и со средбите од сите овие луѓе е огромното незадоволство кое го гледаме од актуелната власт, од оваа криминално-рекетарска банда предводена од Заев. Она што можам да го пренесам е дека особено стопанствениците, бизнис климата, целиот овој економски сектор е тотално нарушен, едноставно економската ситуација е целосно девастирана, како впрочем што и се случува во секој сегмент од нашето општество. Луѓето очекуваат промени, луѓето очекуваат дека конечно ќе дојде обновата на Македонија, каде што нашата држава ќе ја направиме едно пристојно место за живење, каде што секој еден од нас ќе може да има еден квалитетен живот. Она што веќе го најавивме, го продолжуваме и во овие денови. Како што веќе имавте прилика да видите, најавени се огромни инвестиции во инфраструктурата. 2 милиарди евра инвестиции во инфраструктурата. Нов автопат кој ќе ги поврзува Скопје и Битола преку Велес и Прилеп. Повеќе од 150 км инвестиции во нови експресни патишта, но и буквално нема да оставиме нити еден магистрален пат кој што нема да биде саниран, односно рехабилитиран. Нови инвестиции во железницата и во пругите, нови инвестиции во канализации и водоводи, но и нови носење на нови авиокомпании кои што ќе понудат ефтини летови. Знаете дека тоа можеме и знаеме како да го направиме. 12 април е близко, обновата доаѓа. До нас пристигна информации за вршење на притисоци од страна на локални функционери на СДСМ, вработените во локалните институции. Што би имале да им порачате на овие луѓе кои што се на некој начин притиснати на своите работни места, како и на самите раководители кои што го вршат тој притисок? Точно е ова и одговорот за жал ќе го поделам во два сегмента. Првично се притисоците кон оние луѓе, оние вработени во администрацијата кои што се поддржувачи, односно членови на ВМРО ДПМН. И овде имаме огромен притисок спрема нив. Ево овде во Делчево можам да го издувам и примерот со претседателот на нашиот општински комитет кој е пратен на работа дури во Велес. Но притисоците се гледаат и врз останатите вработени во сите оние на сите оние луѓе. Можеби типичен пример беше она фијаско кој што вчера го доживеа СДСМ со така наречениот марш за правда, каде што имавме сите прилика да видиме на кој начин беа луѓето вадени од работа и во работно време носени. Но да ги потсетам сите оние кои што го прават ова дека правдата доаѓа, дека 12 април е близко, дека ВМРО ДПМН ќе победи на изборите, ќе формира влада и сите оние кои што ги прават овие неправилности и прекршување на закон ќе бидат изнесени пред лицето на правдата.